Добар ден, почитувани гледачи. Следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за дегенеративни промени при старење. Моја гостинка и соговорничка во студиото е магистер доктор Емилија Куцуловска-Цветковска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во градската општа болница 8 септември. Доктор Куцуловска-Цветковска, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден и ви благодарам на поканата. За денеска се договоривме да зборуваме за тема која доста често ја среќавате во вашите ординации во Центарот за физикална медицина и рехабилитација, која опфаќа повозрастна популација, дегенеративни промени при старење. Еве на самиот почеток да го објасниме терминот дегенеративни промени. Дали тоа е дел од природниот процес на старење или се работи за болест или некоја состојба? Така, најпрво, добар ден на сите гледачи и на вас. Дегенеративните промени се во суштина оно што ние го кажуваме процес на старење и нешто кое што ние не можеме да делуваме да не настане. Туку баш напротив да можеме да го забавиме на некој начин. Инаку да дегенеративните промени подлежат апсолутно сите клетки, ткива и органи во нашето тело, па така и оние кои што се од домен на физијатријата, значи коскино-мускулниот систем. Ние можеме да ги третираме како болест или како патолошка состојба веќе кога пројавуваат симптоми. Меѓутоа се дел од процесот физиолошки на старење. Кога човек или една личност треба да се загрижи и да побара стручно мислење, кои знаци први може да укажат дека настануваат тие дегенеративни промени? Настапуваат. Така, оно што е најинтересно, сите бараат помош и сите бараат едноставно обид за лекарско советување и така натаму кога ќе се појават првите симптоми, а првите симптоми се секогаш пропратени со болка. Оно што пациентите ги тежнеат да добијат е третман и колку побрзо да се ослободат од таа болка. Колку подолго трае, толку повеќе е иритантна. Значи, почетно нешто што се јавува е болката, меѓутоа таа настанала и промените настанале многу порано, за кога и пациентите не се јавуваат всушност на преглед. Так, еве и на почетокот, кои се најчестите дегенеративни заболувања настанати како резултат на тие промени што ги гледате кај пациентите во амбулантата? Оно што е карактеристично и што е добро познато на сите пациенти од дегенеративни промени се спондилозата, која што се јавува на рбетниот столб, на повеќе нивоа, во зависност од сегментот кој што го зафаќа е цервикална, торакална или лумбална спондилоза. Потоа ги имаме артрозните промени на зглобовите, тоест абење на зглобот или трошење на зглобниот простор, па се до лумбагото кој што се карактеризира со мускулна болка исклучиво во долниот дел од грбот, значи во лумбалната регија према глутеусите и така натаму. Едноставно на широк диапазон кој што сите во некој сегмент од животот ги пројавуваме како симптоми. Но на повозрастни години може да заклучиме дека најчесто страдаат рбетот и кичмата, народски речено. Апсолутно. Така ве споменавте дел од дегенеративните заболувања. Чисто разлика накратко да направиме помеѓу спондилозата која ја споменавте како најчеста и артрозата. Која е разликата помеѓу овие две состојби, односно заболувања? И едната и другата се дегенеративни промени. Значи се промени кои што настануваат со возраст и со старењето. Меѓутоа, кај дегенеративните, кај спондилозата конкретно или спондилоартрозата, имаме промени кои што настануваат на ниво на рбетникот, на ниво на пршленските тела, пропратно помеѓу два пршленски тела имаме секогаш диск, кој што може да биде пропратен и со дехидратација или со дискус хернија или надув. Спондилозата се карактеризира и со формирање на остеофити или така наречени шилци, познати во народот, како калцификати кои што се јавуваат и ги јавуваат понатаму симптомите и промените. Додека кај артрозата имаме трошење на зглобот. Најпрво на зглобната рскавица, со губењето на зглобната рскавица, двете зглобни површини се тријат една од друга, па се губи еластицитетот на околните меки ткивни структури, значи лигаментите, мускулатурата околу нив, зглобната капсула и тетивите. Во суштина, и едното и другото представуваат процес на старење, меѓутоа и едното и другото подлежат на навики кои што допринесуваат за забрзување на тој процес
процес на старење. Така, споменавте дека за сите дегенеративни промени карактеристична е болката. Зошто настанува таа болка? Дали се трошат овие сегменти кои ги споменавте се оштетуваат со текот на годините? Ние првите симптоми вообичаено не им придаваме значење. Најчесто пациентите кога станува збор за зглобните промени имаат и крцкање или крепитации кои што ги занемаруваат. Тоа се некои први знаци дека имаме некое трошење во однос на зглобната раскавица. Кога ќе се јави болката, тоа значи дека веќе имаме инактивитет во тој простор. Тоа значи дека пациентот штеди за да ја намали болката. Секоја болка се карактеризира со воспаление. Воспалението е стандардно, значи проследено со оток, со една поголема топлина на тој сегмент. Значи, сите тие параметри доведуваат да имаме одреден инактивитет и одреден проблем кај пациентите. Болката многу често ја купираат сами пациентите со аналгетици кои што се ги имаат во своите домашни аптеки, па многу подоцна доаѓаат до лекарскиот преглед и до третманите и сето она кое што можеле всушност и да го превенираат самиот процес. Не може нешто да биде знак пред да се појави болката, освен тоа крцкање кое го споменавте? Има знаци кои што се појавуваат, меѓутоа пациентите ги занемаруваат. Затоа го напоменав и тоа крцкање во зглобот, крепитациите, болка која што тишти, тлее, еден минимален оток кој што се јавува најчесто при поголема физичка активност кај пациенти кои што претходно не биле активни. Сите тие работи кога ќе се наталожат кај пациентите доаѓа до проблем. Освен биолошкиот процес, односно старењето на кое не може да влијаеме, односно да делуваме, кои други причини може да доведат до забрзување, односно до појава на овие дегенеративни заболувања кои се најчести кај повозрасната популација? За жал, најголемо влијание, освен самиот процес на старење кој што ни е физиолошки, најголемиот проблем се нашите животни навики. Прекумерната телесна тежина е број 1 или фактор број 1 кој што доведува до забрзување на тој процес на старење. Особено прекумерна тежина која што е локализирана во стомачниот дел, при што имаме оптеретување на лумбалниот сегмент од кичмата, од арбетниот столб. Понатаму страдаат колковите, страдаат колената, така што тоа е еден врзан систем. Многу често пациентите не внимаваат во однос на акумулација на стресот, во однос на конзумација со алкохол, штетни навики од типот на конзумација на пушење, цигари, така натаму. Така што во суштина ние треба пред се да работиме на здравите навики, да ги елиминираме навиките кои што допренесуваат за влошување на состојбата. Физичкиот инактивитет, неактивноста, немањето време за да се посветиме на себе си, за пешачење, за умерена физичка активност, за вежби кои што ќе ни подобрат циркулацијата на телото, сето тоа доведува до забрзан процес. Така, пред да продолжиме со третманот и диагностиката, да дадеме предност на прашањата и од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ја слушам докторката што кажува. Имам 78 години и оштетување нарска... Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Оштетување на коленото, на скавицата, на зглобот. Тоа веќе 5-6 години се случува. Пијам капсули глукозамин со додаток на К3, С и така. И го одржувам, болката е иста. Ми е прашањето до докторката. Дали е покорисно да се движам или да мирува коленото? Во ред, ќе добиете совет и препораки, секој е добро, господјо? Апсолутно, оно што го прави пациентката е добро. Значи, освен што внесува перос хондропротектори, прашањето е многу на место. Во суштина треба да има физичка активност и треба да има пред се на низина возраст умерено пешачење или раздвижување, како би се сочувала таа подвижност која што засега ја има и да се подобри на долги стази. Дали се потребни некои стегачи за цврстување на коленото при физичка активност во вакви случаи? Во принцип, на низина возраст не е потребно да се внесуваат, затоа што ќе биде умерена физичка активност, нема да имаме оптеретување големо со високи тежини и така натаму. За умерено движење, за пешачење, за пливање, тоа е апсолутно дозволено, штом се зимаат и хондропротектори. Без помагала дополнителни. Да. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сакам докторката да прашам. Имам
84 години. Имам на кичмата искршено 4 пршлена пред 15-16 години. Али осеќам болки и после тоа си одам нормално се. Сега на 84 години осетив дека не можам да одам и не сум стабилен и бев на многу лекари, а последен пат бев на невролог и ми даде снимање таму на раце, на нози, се и се установи дека сум здрав. А осеќам нестабилност. Има ли лек за тоа? Во ред, да, секако ќе добиете и вие одговор на конкретното прашање, но и совети и препораки како да постапувате со оглед на возраста и состојбата која ја кажавте. 83-4 години. Пациентот е во поодмината возраст, меѓутоа сепак дава податок за една повреда пред поодамнешен период, така што организмот ни памети во однос на болката и во однос на таа подвижност која што е намалена. Смитам дека треба можеби подетални исследувања да се направат од невролошки аспект, затоа што не само нестабилноста при одење може да биде врзана со токму таа повреда од пред 15 на години, туку можеби на таа возраст се кријат и некои други клинички исследувања и причината за отежното движење во тој сегмент. Така, дополнителни испитувања за да се најде причината. Сепак балансот и рамнотежата се во домен на неврологијата и сметам дека колегите можат многу повеќе тука да помогнат. Да ја лоцират причината. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Да ја прашам докторката. Повелете. Поздравувам прво. На 60 години керката ми почина и тогаш добив некои струење во рамото лево. И ми се здрви раката. Над шаката, узмеѓу шаката и подлактицата. Од време на време ќе ми се здрви и прстите не ми функционираат, не ми мрдат. Па едно 3-4-5 минути и после ќе ме отпушти. А сега 74 години има. 13 години со тоа што се мразев, што не се сакав, и не сакав да одам на лекар, не отидов и не се испитав ништо. Што би ме советувале вие, што да правам? Да, ќе добиете совет, секој е добро, господјо, да. Така, оваа пациентка треба најпрвен да се консултира со матичниот лекар во однос на тоа, значи симптомите да можат да се ублажат со одредени типови на лекарства, дополнително за секој случај да се направат и радиолошки исследувања на цервикалниот рбетен столб, пошто она што го добиваме како податок, најчесто се работи за некои спондилозни промени во вратниот дел од рбетникот, меѓутоа ќе се потврдат со рентген исследувањата. Дополнително, доколку тоа не го даде како исследување, да се консултира невролог, евентуално за електромиографски исследувања на тие парестезии и трнењето од каде точно потикнува и до кој степен представува оштетувањето. Па тик на крај доаѓаме ние како физијатријата за рехабилитацијата и евентуално третман доколку постои простор во зависност од останати коморбидитети и други пропратни дијагнози кои што ги има или ги нема пациентката. Во овој случај клучно е да се лоцира причината, причинителот и до кој степен е оштетувањето. Така, најдобро е да преку матичниот, како што објасни докторката, да ги направите сите потребни специјалистички прегледи и испитувања и доколку има потреба за физикална терапија и рехабилитација. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Јас претходно, ја мислам дека сум јас на линија. Вие сте сега на ред, да. Видите, сега ќе намалам телевизор скоро. Да. Јас се јавам околу сино. Докторката, поздрав прво до цел сите, најгледана телевизија и докторката и до... Поздрав и до вас. Јас имам син што се лечи 15 години на хематологија у Скопје. Ниски леукоцити, тоа се че тамо не е проблем. Значи, тие диагнози у Скопје на хематологија знае се зашо се лечат. Меѓутоа, он само од за
кога му се црве грлото или не може нешто, температура кача и грлото го боле тамо, и сега кај матичното тражеме антибиотик, само амоциклав. А не вика, кој ќе потражиме амоциклав, пошто само од тоа му мине грлото и се снижува температурата, само смее да пие амоциклав и за температура кога кача, нели, овие што се Антипиретици некои, добро? Да. И сега право, секогаш, ако треба да заврши тоа и другиот месец треба да ги земе, ако кача температура и грлото го заболе, се крв да му земате. Па он у Скопје, тие тука ги немаме ние кај прифатните доктори крвни слики целосни, нели, што треба у Скопје, а да он у Скопје секој месец, може 2 пати у месец или 3 пати оди и по потреба може еднаш у тоа и целосна крвна слика му се таму зема. А сега тука матичните изведуваат вамо тама, ако ти препишам амоциклав, ја треба он цела крвна слика да земе. Па цела крвна слика, ама кај прифатните доктори јас не можам да ризикувам 800 денари или 1000 и колку. Да, ве разбирам, да, бидејќи денеска говориме за сосема друга тема. И меѓутоа, дали смее тоа да биде, пошто и од Скопје ни викат, дека он само амоциклав и парацетамол смее да пие. Да, секако специјалистичкото мислење, последното мислење кое треба да го почитуваат и на примарно ниво, но меѓутоа, доколку кажавте забелешка дека матичниве таму во тој регион не сте задоволни, секогаш инсистираат на дополнителни анализи и испитувања, може да поднесете преставка или пријава и предпоставувам во вашата општина или град има фонд за здравствено осигурување, бидејќи тие, како и пред некоја емисија што кажав, вршат контрола и може да исконтролираат дали навистина постапуваат правилно согласно пациентите. Јас се извинувам, денеска говориме за некоја сосема друга тема апропо вашето објаснување за дегенеративни промени при старење, но следете, нека имаме секако некој од функционер и ќе имате можност да поставите директно прашање. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Имам едно посложено прашање до докторката, бидејќи сум многу покритичен пациент. Така, повелете. На возраст сум од 81 година. Диагностицирано ми е, значи, дискус хернии со притисок и на нервите од првиот вратен прешлен и лумбалниот дел. Сега што ми се случува? Од 18 година сум на терапија со овие суплементи, со колагени, со ревматоли, со тие антиинфламаторни лекови. Прашањето ми е, на моја возраст, поготово во лумбалниот дел, значи на допашката, има многу печење, како изгорено да е од коприва. И пием овие противболки, аналгесине од тие после... Аналгетици, добро? Аналгетици. Докторката дали ми препорачува да примам од овие суплементите, кои суплементи да ги земам и дали може да противболки што е најнетоксично? Да, дали некојаш сте правеле физикален третман и рехабилитација? Молим? Дали на физикална медицина сте обратили? Сум била на физикална повеќе пати. Така. Во ред, прашањето ви е конкретно за обезболување. Чинам што се најнеопасни. Апсолутно. Повторно ќе кажам, тука матичниот лекар најмногу може да заврши работа, без разлика што пациентката посетила веќе и физијатар и практикувала физикален третман некогаш во минатото, за да може да се искомбинира и да се даде соодветна терапија во зависност од другите лекарства кои што ги прима на 81 година. Значи, она што го има пробано од страна на хондропротекторите, апсолутно може и понатака да се земи и да се дава, меѓутоа треба да се запази
пази периодот и временската рамка на конзумација на истите, значи 3 до 6 месеци, па повторно да следува една пауза. Паралелно со тоа, аналгетици кои што се со широк спектар или нестероидни антиинфламаторни лекарства, меѓутоа сепак во консултација со останатата медикаментозна терапија која што ја прима, затоа што многу од препаратите дали се комбинираат и дали влегуваат во интеракција со другите лекарства. Од што може да дојде да настане такво печење, жежење во лумбалниот дел, како што рече, или поради дискус хернијата? Дискус хернијата може да го даде тоа, затоа што преца, значи на местото на надувот од дискот, каде што има компресија на нервниот завршиток, на коренот од нервот во суштина, може да ги даде тие сензации, најчесто. Исто така може да го даде инактивитетот, значи штедењето на тој сегмент од премногу долго седење, од премногу долго лежење и нефункционирање во тој сегмент од телото. За жал, значи многу често и херпес зостер како една од кожните промени знае да даде таква манифестација, затоа кажувам многу е битно да се консултира и матичниот лекар за да се види точниот почеток на настаните, од кога, колку долго трае и дали можеби и нешто друго се крие во позадина. Така. Имаме навистина интерес, ќе вклучиме уште неколку гледачи, ќе продолжиме околу третманот на дегенеративните промени. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Сакам да поздрав до докторката и до вас. Поздрав. И сакам едно прашање да ја прашам. Повелете. Имам бекерова циста и коленото ми е, значи, коска на коска, тоа како го викаат, и имам јаки болки. Ми препорача за операција. Дали има некоја друга могуćност Конзервативно без лекување. операција тоа да замине? Во ред се надевам докторката го разбра прашањето и за каква состојба станува збор. Секој добро, господје. Така, пациентката во однос на тоа што го напомену, има дегенеративни промени на коленото, паралелно на сето тоа има бикерова циста, која што се наоѓа во задната ложа најчесто од коленото, која што се манифестира и со оток и со воспаление. Во суштина може да се обиде со физикални процедури во зависност колкаво е оштетувањето на самиот зглобен простор. Наредно следуваат интраартикуларните инекции кои што најчесто ги работат специјалистите по ортопедија, доколку сето тоа не помогне, сепак и оперативниот третман останува како крајно решение во целата приказна. Ќе вклучиме уште еден гледач и конкретно емисијата повторно ќе дадеме простори на прашањето од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до Сител телевизија и до вашата почитувана докторка. Имам 51 година, доживеани 2 сообраќајки. Имам проблем, значи, после 20 години, значи имав чешување на колкот, со постојано одење на терапии и лекови пиење. Меѓутоа, после подолго време почнав со планинарење и сето тоа се затврсти во еден мускул, со тоа што болката престана. После подолго време, повторно, сега имам многу крцкање во колениците. Крцкање во колениците. Посетено е ортопед, значи на снимање не покажува ништо, одено на физикална терапија, меѓутоа крцкањава во коленава не престануваат, имам болки во колениците. Значи, и се прашувам дали е возможно да продолжам со планинарење или не, пошто направив пауза од година дена. А пред да направите пауза, имавте крцкање или во текот на паузата ги имате тие? Не, значи, од кога направив пауза, од тогаш почна крцкањето. Во ред, ќе добиете совети и препораки, конкретен одговор на прашањето дали да планинарете во ваква состојба. Секој е добро, господје. Ова е типичен пример на тоа што значи да имате физичка активност и што значи да стопирате со физичката активност. Оваа пациентка се наоѓа во таа средна возраст од 50 на години, кога хондропротекторите апсолутно треба да се дадат во однос на регенерација на зглобна трскавица и начин на зглобниот простор. Така што тука да, апсолутно ќе дадеме хондропротектори да се внесуваат перос или колагенски препарат за да го намалиме, да го супримираме крцкањето, тие крепитации кои што ги има во зглобниот
зглобот во колената. Но она треба пред се, значи со купирање на болката со одреден аналгетик да се врати на својата физичка активност. Најчесто не е проблем да се искачи планина, проблем е да се спушти планината. Симнувањето е потешко. Симнувањето е многу потешко. И повнимателно треба да биде. Апсолутно. Кај овој тип на пациенти може да се ординираат дополнителни стегачи за да бидат постабилизирани колената, меѓутоа да, треба да се врати на физичката активност и на тоа што апсолутно причинува задоволство. Така. Значи, убаво рековте, со физичката активност и со менување на животниот стил можеме да ги успориме, да го успориме старењето на зглобовите и на самиот рвет. Апсолутно. Да ја офатиме диагностиката, како се диагностицираат веќе кога со болка ќе дојдат повозрастните пациенти кај вас во амбуланта, кои испитувања се неопходни за да утврдите дегенеративно заболување кај тие пациенти? Прво и основно, на што сите ние го имаме поминато во текот на нашите студии до едукација, е добро земена анамнеза. Тоа значи послушајте го пациентот. Симптомите, текот на настаните, со еден најосновен разговор со пациентот ви ја даваат 50% од диагнозата. Понатаму следуваат клинички испитувања и тестови кои што ние ги обавуваме во тек на самиот преглед, значи во однос на подвижност на вратот, при виткање кон напред, кон назад во страна, при ротаторни движења дали предизвикуваме или не вртоглавици, парестезии по долни и по горни екстремитети. Понатаму постојат тестови кои што ги изведуваме во амбулантата, дали се тие позитивни и негативни, меѓутоа во суштина имаме и радиолошки исследувања на кои што ние стално постојано го повторуваме тоа. Пациентот мора да дојде припремен со една нативна рентгенграфија на сегментот на кој што значи се оплакува на болка или на ограничување или на вкочанетост. Нативната рентгенграфија е златно правило во однос на ехо, така да кажем. Значи РТГ-то е она што РТГ-то е она што ни е најосновно кога станува збор за коскено-мускулниот систем. Подлабински испитувања од типот на компјутеризирана томографија, значи магнетната резонанција и така натаму ги бараме доколку евентуално се сомневаме на една, две, три или повеќе диагнози кои што можат да влезат во оптек. Меѓутоа со нативната рентгенграфија ние ги потврдуваме дегенеративните промени на сегментот кој што е засегнат и каде што се оплакува пациентот. И веќе кога ќе диагностицирате во зависност од која состојба или заболување, какви методи најчесто се користат при третманот, имајќи во предвид дека станува збор за повозрастна популација, а дополнително и поголем дел од нив имаат и голем број на хронични заболувања, односно коморбидитети? Апсолутно. Значи, ке пациентот од анамнестичките податоци вие добивате реално податоки за сите други коморбидитети и редовна или хронична терапија која што ја прима пациентот. Возраста на пациентот е исто така фактор кој што влие во однос на одредување на физикалниот третман. Постојат модалитети кои што можат да се користат од типот на најразлични електротерапии или третман со струи, кои што имаат аналгетско, значи антипиритично дејство и така натаму и спазмолитично дејство, ултразвучната терапија која што користиме, магнетотерапијата и ласеротерапијата кои што функционираат биостимулативно и подлабински во однос на регенерација на сегментот кој што е засегнат и кај пациентите кај кои што е тоа дозволено, значи внесуваме индивидуален кинезитераписки третман со исклучително добар опсег на движење да постигнеме со вежби кои што се целни на тој сегмент за јакнење на паравертебралната мускулатура кога зборуваме конкретно за спондилозата или пак за статични вежби кои што се даваат на околната мускулатура, значи кога станува збор за колено и така натаму. Во суштина се одредува точно индивидуално третманот. Имате пациенти кои што имаат некој оперативен зафат, па во зависност од остеосинтетскиот материјал дали го имаат во себе или не, значи има сегментно што смее, што не смее да се даде, како и оние кои што се општи и апсолутни контраиндикации, како што за жал физикалната терапија треба апсолутно да не се ординира, значи кај малигномите, значи онколошките пациенти има многу често кои што им кажуваме во случај доколку примаат редовна терапија за хипертензија, а треба да се третира вратна спондилоза, тогаш да се следи и тензијата кај пациентот, значи имаме предострожности кои што во зависност од прегледот и во зависност од корелацијата со физијаторот ги одредуваме. Доколку пациентот ги исполнува сите
сите услови, односно нема коморбидитети кои би попречиле физикален третман и рехабилитација, како изгледа една типична терапевтска сесија, колку долго трае, колку време е потребно, она што најчесто ги интересира пациентите, за колку време ќе ги снема или ќе се намалат болките поради кои дошле на преглед кај физијатар. Така, индивидуален е пристапот апсолутно од страна на физијатарот со пациентот и индивидуална е проценката во однос на тоа колку би требало да трае физикалниот третман. Некое општо правило е 10 до 15 работни дена или 10 до 15 третмани со комбинација на електропроцедури, сонотерапија и така натаму, за да се обезболи сегментот. Меѓутоа, јас повторно ќе се навратам дека оние пациенти кај кои што тоа постои можност, гледаме да ги едуцираме за да не имаат потреба повторно од нас. Тоест да ги научат вежбите, да ги практикуваат и да го пролонгираме моментот на следна физикална терапија. Во тој контекст, колку е важно редовното изведување на вежбите и придржување до препораките и по завршување на третманот, односно да вежбаат и во домашни услови? Апсолутно. Вежбањето е, значи, е програмирано за да биде секојдневно или барем 5 дена во неделата, паралелно со некоја пропратна активност од типот на пешачење по рамен терен, од типот на пливање или вежби кои што се растеритни, значи без оптеретување, на кои што ќе зачуваме обсегот на движење и подвижноста кај сите пациенти. И за време на третманот е навистина важно држењето, односно движењето на телото да биде исправено и правилно да се седи, особено ако станува збор за состојби и заболување на рабетниот стол? Од нас потекнува се. Ергономското советување е многу паметна работа во однос на тоа како треба да седиме, како треба да го држиме телото, на кое ниво треба да се наоѓа нашата работна маса, како треба да имаме поддршка на лумбалниот сегмент кога седиме во нашите работни места. Меѓутоа, сепак, наша работа е да советуваме, а на сите пациенти, вклучувајќи и нас, е да ги почитуваме правилата. Така, докторка, каде најчесто грешат пациентите? Кога веќе ќе започнат со третманот и знаете дека не е тоа не се очекувани резултати, иако сте ги направиле сите максимум и терапии, и совети, и вежби, и препораки. На што да обрнат внимание за нивно добро? Така, она што е интересно во физикалната медицина и рехабилитација е еден бавен процес. И треба да имаме трпение. Во суштина, благодетот е на долги стази. Значи, ние мораме да одиме етапа по етапа. Не постои простор за да го брзаме моментот. Грешката кај пациентите се јавува во оној момент кога имате обезболување и кога ви е подобро, се враќаат на старите животни навики. Значи, еднаш кога ќе се појави болката, тоа треба да ни биде едноставно аларм дека некои работи треба да се менуваат и дека некои работи треба да се придржуваме во однос на промените. Еве имавме и пример со пешачење и со пауза. И споменавте и во неколку наврати колеги од други специјалности. Колку е важен мултидисциплинарниот пристап ортопед, невролог и физијатар во целокупниот третман на дегенеративните промени при старење? Ние едни без други не можеме. Значи, тоа е диагноза или тоа е сплет на диагнози на кои што ние меѓусебно комуницираме. Сето она кое што ќе го потврди радиологот со рентген исследувањата и така натаму подлежи на ортопедски преглед, подлежи евентуално на невролошки преглед и на физијатриски третман. Така што апсолутно и за среќа во нашата институција ние таа корелација имаме многу добро развиено, да меѓусебно комуницираме, меѓусебно ги следиме сите пациенти мултидисциплинарно. Така е. На самиот крај можете ли да ни дадете и неколку едноставни совети до сите гледачи, а поконкретно за повозрастната популација, кои вежби и што може да прават во домашни услови за да ја зачуваат подвижноста и да имаат колку толку барем малку физичка активност? Јас тоа често го говорам. Значи, ние треба да тргнеме од себе. Пешачење по рамен терен, кој што неколку пати го споменав, не изискува ниту финанси, ниту никое посебно време. Значи, можеме да се прошетаме до најблиската продавница, до најблиската комшика и така натаму. Втора работа на која што треба да се внимава во однос на, значи, удобна постела и удобен кревет на кој што можеме сите ние, значи, добар сон
да произлезе од сето тоа на кое што ќе ги намали болките и тегобите. Понатаму, значи, легнувањето на страна, соперниче меѓу нозе, каде што фактички ќе се избегне притисокот на колено врз колено, зборувам за поодмината возраст и така натаму. Вежбите за јакнење на паравертебрална мускулатура исто така може да се практикуваат веќе над 30, 35, 40 годишна возраст. На помладите пациенти, повторно ќе кажам, ние сите мораме да одвоиме време, барем 2 до 3 пати во неделата, за да имаме некаков тип на физичка активност. Многу популарно е помеѓу младите практикување на йога, практикување на вежби за истегнување, пилатес, каде што користиме или ергономска топка и така натаму. За сето тоа, значи, ни треба само кратко време, а може да ни го подобри начинот на живот секој. Но најважно е да го држиме рабетот исправен и кога одиме и кога седиме. Апсолутно. Коригирано движење е нешто што треба да го имаме уште од школска возраст и за тоа треба да се бориме. Навистина корисни и практични совети за самиот крај од емисијата. Доктор Куцуловска-Цветковска, ви благодарам за одвоеното време и за денешното гостување. Ви очекувам да бидете повторно дел од добриот доктор. Ми беше задоволство. Ви благодарам и на вас на поканата и на гледачите. Се најдобро. Така, почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!